разлика од мојот колега Кадарски, со микрофонот јас сам се справам, не ми треба помош. И за разлика од него, тој каже многу автобиографски афоризми, јас ќе кажам само еден. Многу жален афоризам автобиографски. Уште на првиот ден од бракот со жена ми си ги поделивме правата и обврските. Таа ги зеде правата. Замолив Мара убаво да се издепилира. Докторот ме рече да не фаќам тенкото влакно. Не е точно дека жената за мажот може да биде и рај и пекол. Точно е дека први на рај, а потоа пекол. На убавата жена се убаво и стои, дури и кога не носи ништо. Ово пред некој ден го напишав, ама точно е биографски, да кажем. Со Мара испивме по една чаша вино на голо. А потоа Мара си ги опу чорапите. Тој што ги измислил хороскопските знаци нема врска од женски карактери. Ке се легнеш со риба, ке се разбудиш со шкорпија. Инако не давам врз Мара прав да падне, оти ќе се најде некој друг да ја истреси. На жената јазикот е оружје. Митралес. Добро. Продолжуваме понатаму. Нешто за нашата мила Македонија. Македонија нема време за губење. Изгубено е. Македонецот живее од денес за утре. И така, со векови. Македонија никогаш нема да стане Швајцарија на Балканот. Ја водат султан партии. Немојте да правите паралела меѓу Македонија и Европа. Ќе посакате да живеете на други меридијани. Дозволивме луѓето од власта да ни го јадат левот. Сега можеме само вода да им носиме. Не е точно дека само работничката класа ја напушта Македонија, па ниту кралот Александар Македонски не се вратил. На децата на нашите во странство, Македонија повеќе не име татковина, дедовина име. Македонецот ќе обстојува вечно. Македонија не му може ништо. Ако сте забележале, одеднаш го снема проблемот со глобалното затоплување. Тоа сигурно е затоа што Америка и Русија ги заладија односите. Едните отвараат врата кон Европа, другите кон Русија. Не уби промоја. Благодарам.